Романот започнува прво како приказна нарација во која што наратурката сама е во потрага по личните приказни на сезонските работници од Македонија во Република Хрватска. Меѓутоа понатаму продолжува во вивисекција на човештвото, односно соочувањето со болката од изгубените морални вредности. Самиот иод, иако е земен како акроним од трите делови во книгата, јазици, огнови и демони, сепак што е првостепеното значење, сепак второто значење е јодот како неопходна супстанца која што ја има во мали траги во организмот, која што овозможува да нема кај луѓето да нема интелектуална попреченост, и тоа е второто значење. А во голема мера го има во морската флора и фауна, која што се наоѓа во Јадранското море, каде што е сместена приказната, односно во градот Сплит. Јодот е животот со кој што се напојува авторката како активен субјект, низ чиј глас пловиме во приказната. Инаку е отворена критика на општеството, на денешнава цивилизација, која што е осакатена од закон, ред и морал. Моево дело јод застанува на браникот, односно како светилник кој треба да го означува патот кон еден подобар живот.